Почитувани, срамно, потпишани се решенија за 30% награда на плата во администрација, а 60.000 работници останаа без леп. Почитувани, во ист ден, во ист час се објавува одлука за 30% награда за партизираната администрација, во ист час излегуваат решенија во владени институции, листинзи со решенија за наградени. Во ист ден, ден пред распишување избори. Па што е ова ако не е изборен подкуп на администрацијата? Награда од 30% на административната плата за послушниците и партиските војници. 30% награда, варијабила во трајање со месеци. Одлука и решенија во очи токму на распишани избори. Во ист ден одлука, во ист ден подпишани решенија за 30% изборен подкуп за административци. Еве дел од листинзите, најмалку два. На ист ден, 5 август, изготвени, подпишани, испратени до Министерствата решенија за додаток на плата, почнувајќи од 5 август, заклучно со 31.12.2021 година. 5 месеци. Селектирани кадри добиваат 30% по предлог на СДСМ и на ДУИ на 5 август, ден пред распишување на изборите. Веќе подпишани решенија од министри. Чист случај на изборен подкуп на однапред договорена акција, спроведена на ден пред распишување избори, додека Македонија гореше. Што е ова, ако не е подкуп, изборен подкуп за административци, послушници, наградени за некаков успех и пожртвуваност во работата, во година кога Македонија е во рецесија, а администрацијата не одеше на работа заради короната. Специфични задачи и зголемен обем, а администрацијата не одеше на работа, со месеци документи не се издаваат, класичен бандитизам, класичен подкуп, класична диктатура. Ова е награда за несработените проекти, награда за несработените капитални инвестиции, ова е награда за девастацијата, награда за тонењето во корупција, награда за криминалот, награда за проценти и маржи за доцнењето за вакцините, награда за неголемата смртност од корона, награда за вадењето пасоши на криминалци, награда за сменети дупови за бетонизација, награда за тоа што македонци не можат да извадат ни еден документ, награда за администрацијата за тоа што странци не гаснат пожари, а македонците одат во странство да се вакцинираат. Награда за администрацијата за тоа што школството почна во октомври, а се уште нема свидетелства. Награда за тоа што 60.000 работници останаа без леп во време на криза. Почитувани, се носи одлука, се подпишуваат листинзите за наградени послушници во моменти додека Македонија гореше, во моменти додека странци ни ги гаснеа шумите, а диктаторската власт на чело со Зоран Заев дезертираше. И награда има за административците, за партиската војска на диктаторот Заев, а нема за пожарникарите, нема за наставниците, нема за докторите, нема за медицинскиот персонал. Дезертерство, криминал, подкуп. Тоа е сликата за диктатурата на Зоран Заев во Македонија. Ви благодарам.